Благодарам повторно, морам да искажам жалење за одбивањето на овој амандман. Како што кажав, се работи за доизградба на оваа клучка, која што ќе значи целосно имплементирање на сообраќајното решение предвидено со проектот автопатот Скопје-Тетово. Со оваа клучка се подобрува комуникацијата за населението од Барвеница кон Тетово и за оние што доаѓаат од патниот правец Гостивар, Тетово, односно општина Барвеница, и е од особена важност и за локалното население, но сепак и е од голема важност за развојот на општина Барвеница. Како што кажав, со оваа клучка се овозможува приклучок од Барвеница на автопатот спрема Гостивар, затоа што нема излез од Барвеница, од општина Барвеница спрема Скопје и од Гостивар спрема Барвеница. Инаку Барвеница е оддалечена на 5 километри од Тетово и е навистина и како село Барвеница, па и општина Барвеница е навистина развиена општина. Село Барвеница е доста развиено село и едно од ретките населени места во кои ете и граѓаните од Тетово одлучуваат да живеат во Барвеница. Како што кажав, има развиена индустријска зона, има стопанство, реален сектор кој што функционира и од особена важност е да се доизгради овој проект, оваа клучка која што ќе овозможи полесна комуникација. Инаку заложбата на владата, пак ќе кажам дека е само декларативна, затоа што според записниците кои што имав можност да ги видам, уште во 2019 година на седница на влада побарано е од Министерството за транспорт и врски и од јавното претпријатие за државни патишта да изнајдат решение за клучката Барвеница на автопатот спрема Гостивар. Тоа значи дека ако е ова ветување од 2017 година, и еве да речеме дека после 2 години станало и точка на дневен ред на владата, на која што тогашниот премиер Заев ги задолжил и министерот за транспорт и врски, и директорот на јавното претпријатие државни патишта да изнајдат решение, се гледа дека еве до ден денеска не е очигледно изнајдено решение, односно нема ништо од доизградба на оваа клучка. Токму затоа сметав дека со овој амандман ќе биде добро да се прифати, односно да се обезбедат тие средства кои што ќе значат и конечно довршување на овој проект на клучката. Сето останато останува само декларативна заложба дека нешто ќе се изгради, дека нешто ќе се промени, а работите за жал не тргнуваат од место. Еве сега би сакал да ги запрашам и моите колеги од мнозинството, доколку веќе имаат информации, да кажат докаде е овој проект и зошто не се имплементира. Во спротивно ќе сметам дека едноставно владата нема слух за реализација на проектот. Благодарам.